Уште еднаш добре дојдовте во најновата епизода на YouTube шоуто Overtime with TJ, на YouTube каналот BMG Sports. Уште едно видео за она што не смеете да го пропуштите викендов. Од фудбалска гледна точка. Но пред да почнеме само едно кратко инфо за сите што не гледаат, а што сакаат да бидат дел од нас. Се шириме, го прошируваме нашиот тим и ве охрабрувам да пратите мејл со кратко инфо за вас и нормално со ваш контакт, за да можеме да ја побараме. Значи ни требаат позитивни дечки, девојки се едно, што следат спорт и што не се срамат да излезат пред камера, нормално. Спремаме повеќе рубрики, нови YouTube шоуа, челенџи, наградни игри и така натаму. Ни фалиш само ти. Значи пушти мејл, не се двоуми. Ајде да почнеме. Предлагам два надпревари во сабота. Прво мадридското дерби, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид. И добар меч во Германија, Лајпциг, Ајнтрак, Франкфурт. Недела, лондонско дерби, Тотенхем, Челси, топ надпревар. И дерби во Франција, Марсеј, Пари Сен-Жермен. Да почнеме со најдоброто, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид. Мадрид, ајде, Мадрид бе. Да почнеме со најакото, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид. Го погоди се. 232 мадридско дерби. 115 победи за Реал Мадрид, само 43 победи за Атлетико Мадрид. Ако одигра половина од тоа што го одигра во Англија, Реал ќе тепа на овој надпревар. Да губиш на Инфил со 2-0 и да тепаш 2-5 не може секој. Сега тука има еден проблем. Заморот. И така Реал играше по два надпревари секоја недела, а сега овој надпревар што го одигра во Ливерпул значеше старт на еден пеколен распоред. За 20 дена Реал Мадрид игра со Атлетико, Барселона, Бетис, Еспањол и пак со Ливерпул и пак со Барса. Тешко. Барса води на табелата со 9 бода и мислам дека титулата е веќе решена. Ама и да почекаме. Атлетико Мадрид пак брка пласман во Лигата на шампиони и полека влегува во посакувана форма. Не игра убедливо, ќе даде еден гол и ќе тепа, ама тоа се брои, победите. Сега ќе играат дефанзивно и не очекувате многу голови на овој надпревар. Сепак мислам дека Реал Мадрид тепа дали 1-0, дали 2-0, ама тепа. Лајпциг, Ајнтрак, Франкфурт е дербито на колото во Бундеслигата. Дуел на две екипи кои играа неделава во Лигата на шампионите и биат битка за пласман во Лигата на шампиони следната сезона. Лајпциг одигра добар меч со Сити 1-1, а Ајнтракт изгуби од Наполи дома со 2-0. Ова е директна битка за пласман во топ 4. Лајпциг е пети, а Ајнтрак е четврти на табелата, но со еден bod разлика. Кој тепа на овој меч ќе биде блиско до целта. Ќе има борба, ќе биде јако и очекувам голови. Гол, 2+, 3+, како сакате, ама мислам дека ќе биде нерешено 2-2. Пред да продолжиме во недела, ве молам притиснете subscribe, кликнат звончето, кој сака може да шерне, лајкнете и така натаму. Фала. Дербито во недела се игра во Лондон, градско дерби, Тотенхем, Челси. Има многу работи што им недостигаат на најавачите на Тотенхем. Едно од нив е White Hart Lane. Спарси ги загубија сите три надпревари против нивниве ривали од Лондон на домашен терен откако се преселија на Тотенхем Хотспур стадионот. Ама Тотенхем е четврти со реални шанси за пласман во Лигата на шампиони, а Челси е 10 со потрошени 600 милиони. Се чини бизарно, ама Челси колку повеќе пари троши на нови фудбалери, толку резултатите им се полоши. Се мачат да дадат гол, камоли да тепаат. На последните 12 надпревари имаат само 2 победи во Премиер Лигата. Минатиот викенд загуби од последниот Саутемптон. И што да кажам повеќе за нив? Што и да кажам ќе биде џабе. Фактите се тие, тоа е тоа. И Тотенхем се мачи, ама се држи во топ 4, не попушта. Целта сега на овој надпревар им е да останат барем непоразени со Челси и да ги елиминираат Челси од битката за пласман во Лига на шампиони. Конте не е на клупата по операцијата, но неговиот помошник покажа дека може достојно да го замени и Тотенхем со него славеше против Веске минатото коло. Очекувате тврд меч без многу голови. Се може да се деси на надпреваров, ама мислам дека Тотенхем тепа со 1-0. Во Франција играат првиот со вториот. Марсеј против ПСЖ. Добро, во обратен редослед Марсеј е втор, ПСЖ прв нели. Разликата е само 5 бода. А ако се знае дека Марсеј месецо веќе славеше против ПСЖ во купот со 2-1, немам дилема дека ќе следиме еден страшно интересен надпревар. Се знае кој е кој. ПСЖ е фаворит, но некако играат тешко во последно време. Имаат 3 порази во серија, па минатово коло се вратија на победите, ама славеа тешко, 4-3 против Лил. А сега ПСЖ ќе игра без неколку стандардни фудбалери. Пазете го списоков. Нуно Мендеш, Ренато Санчес, Неймар, Хакими и Маркиньос.
Ова е одлична шанса за Марселј да ја направат сезоната во Франција многу поинтересна. Можеби доволни ќе бидат кај ПСЖ, Меси, Мбапе, не знам. Ама ќе биде интересен натпревар. Мислам дека нема да има победник. Ќе биде 1-1. Тука се одјавам. Спремете се, следува интересен викенд. Следете не, лајкнете, шернете, subscribe, клик на звонче, сите работите и ги знаете како иде све тоа со ред. И се гледаме за многу брзо време. Епа, чао!